Тепачката во МНА воопшто не била во контролата за летање и се случила додека Беким Незири бил свртен со грб. Со овие слаби аргументи адвокатите на контроверзниот функционер на ДУИ во кривичниот суд ја бранеа одлуката нивниот клиент и останатите од групата да не завршат во затворот во шутка, но нема одговор што барале воопшто таму. За разлика од нив на денешната седница пред судечкиот совет обвинителството бара притвор како гаранција дека Незири и останатите нема да избегаат како другите од групата. Само за четворица од вкупно 8 осомничени засега се бара притвор, бидејќи останатите се недостапни за органите на прогонот. МВР нив ги бара засега само на македонска територија. За одбраната појавувањето на Незири без да го чува полиција во кривичниот суд било доказ дека тој нема намера да бега. Во овој настан ниту има нешто што се случува во контролната кула, ниту има нешто што се случува во близина на таа контролна кула, ниту пак со лице кое што во тој момент требало да извршува своји обврски во контролната кула. Тоа е првото и основно што ја направи целата оваа фама и разногласие. Обвинителите пак не зборуваа многу и главно се повикуваат на пишаниот збор, жалбата, каде освен стравото од бегство го посочуваат и фактот дека за делото кое се осомничени носи минимална казна од 5 години затвор, за кое често судот определува притвор. Рочиштето на судечкиот совет следи откако претходно судот им определи само мерки на предпазливост, прејудицирајќи можна одлука со бришење на клучниот дел од кривичното дело за кое се гонат. Имено Незири и останатите се осомничени за загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај, но од судот своеволно го скрати делот, ги попречува услугите на аеродромот за меѓународен воздушен сообраќај, кој е клучен за инцидентот што беше предизвикан. За останатите четворица кои се во бегство засега нема никакви мерки. Ако МВР не ги најде, судот треба да им определи мерка притвор од 30 дена по барање на обвинителството, за да може да се распише и меѓународна потерница.